ние ќе продолжиме и со нашата дружба сутринска на Телма, со уште некоја содржина. Би требало да имаме Марија. Марија ни е следна. Марија ни е подготвена, се поврзуваме со нејзе и малку ќе се заблажиме со разговорот за медот, поточно секогаш онаа дилема како да го одбереме вистинскиот природен мед, па верувам дека следните минути ќе ни помогнат за тоа во разговорот кој што го има Марија. Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас. Токму така ќе напоменеме нешто повеќе за вистинскиот мед, кој имено од секогаш се сметал за едно од најбогатите, односно од највредните природни богатства. Вистинскиот мед, уште еднаш да напоменам. Во ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто за кое е главната разлика помеѓу вистинскиот и индустрискиот мед и како најлесно да препознаеме за каков мед поточно станува збор. Повеќе на оваа тема ќе слушнеме нешто повеќе од мојот денешен гостин Христијан Аврамовски, пчелар со долгогодишно искуство. Да му посакаме добро утро. Добро утро и од мене. На самиот почеток ќе прашам веднаш како да препознаеме најлесно дека станува збор за вистински мед, дали можеби првиот фактор кој ни укажува на тоа е самата амбалажа на теглата. Да, значи природниот мед сега по најновото што ни го наложува на нас пчеларите Агенцијата за храна и ветерина е соодветно етикетирање на медот, одобрување од Агенцијата за храна и ветерина каде ќе се пакува медот и во какви услови. Тоа ни го дава Агенцијата за храна и ветерина инспекторатот. Второ е каде се наоѓаат тие пчеларници и да е соодветно деклариран на самата тегла како дали е направена анализа, кој е број на одобрение од Агенцијата за храна, каде ќе го опакуваме медот и во какви услови, да постои на етикетата и кој е пчеларот на што пчелари со тие пчели. Сега, што е најважното, значи, најлесно препознавање и најдобро е соодветната анализа кој секој пчелар е должен да ја направи во агенцијата, да ја направи во факултетот за храна и ветерина, може има и други установи, но факултетот за храна и ветерина е соодветен за да докаже дали е природен мед и колку е тој мед со каков квалитет е. Значи, каде што може дури ако се прави повисока анализа да се докаже и поленови зрна од што преовладува во тој мед, значи која билка преовладува во тој мед, дали е костен, дали е багрем, дали е, да речеме, чалија или било што, дури така можеме да означиме кој е мед од кое растение. Сега, другото препознавање, значи, каде кој ќе отиде потрошувачот да го купи медот, мора да види да е соодветно етикетиран медот, да постојат овие работи што ги кажавме на медот, Агенција за храна, одобрувањето и да постои анализата на медот, зашто ние секоја година мораме да ја правиме таа анализа. Ако не постои, значи можат слободно да се сомневаат во тој квалитет или доколку не е обележан. Никаква етикета нема на медот. Значи никој не го контролира тој мед и никој не може да гарантира за тој квалитет на медот. Све што ќе се прави, еве да речеме препознавање на сопствена страна би било мирисот на медот, како што отворивме оваа тегла. Видовте каков е ароматичен. Може сега да покажам. Да, каков е тој ароматичен мирис на мед и каква е таа структура на медот, да речеме како се прави овој конец природно. Значи тоа е действие на самиот мед кога ќе почнува да влегува во природна конзервација, ние би го рекле, или кристализација. Тој веќе доаѓа до една густа маса, каде што почнува да се заматува прво и почнува да кристализира. Све што има во него, ако има несоодветни додатоци, некој да го злоупотребил тоа многу лесно испливува на површината и се гледа бидејќи од пчелите медот, природниот мед, лесно ги исфрла сите додатоци што ќе се додадат во него. Се двои одма. Така, се двои одма. Значи тоа е една разлика што би ја направиле и втора, нели она знаеме, ако кристализира во ситни кристали, убави кристали како мас, тогаш веќе знаеме 100% дека е природен медот. Мислам, пак 100% знаеме со анализата, но сме веќе сигурни на извршена анализа и тоа кога ќе се случи дека е вистина природен медот. Сега и оваа уште еден мит што го има, да не се јаде медот со метална лажица или било што. Значи тоа е само мит, зашто медот се центрифугира во иноксна центрифуга, каде што лесно се одвојува од рамките излегува, кои ние го складираме во канти, каде што после тој стои во него и многу полесно се декристализира. На самата тегла можам да прочитам дека пишува дека нема всушност рок, дека рокот е неограничен. Дали тоа се подразбира кај квалитетен мед, кај вистински мед?
Да, рокот може да биде неограничен ако медот се чува на соодветно место, значи да биде на темно место, да не го фаќа цело време в светлина, бидејќи ако изложен на сонце, преку самото стакло може да се развие поголема температура од 37-38 степени, самиот мед, сите хранливи вредности што ги има во него, ензимите, диастаза, амилаза, значи ензимите, доаѓа до уништување. Тогаш веќе медот го повишува ХММФ во него и станува некорисен за човекот. Значи и медот има соодветно чување како треба да го чувам. Значи најдобро е да се чува на темно, да не е изложен на сонце цело време и да се ако е декристализиран да се декристализира соодветно, значи на 37 степени треба, од 37 до 39 степени треба да се декристализира. Некогаш е погрешно ако се стави во врела вода, како што прават луѓето, па никој не знае каква е таа температура и правејќи мисли дека прави добро, он прави буквално го уништува се што е хранливо во медот и тогаш тој не е веќе корисен тоа што треба да се користи од него. Како средината од која потекнува медот влијае на неговиот квалитет и растенијата исто? Тоа најмногу влијае, значи, дали е во еколошка средина, на кое место се наоѓаат пчеларниците и како се поставени, значи што имаме таму, во кој период за да речеме испаша на пчелите и колкав број има на пчели. Многу е важно тоа, значи да имаме некоја, еве сега ќе земеме средна 600 метри надморска висина, да можат пчелите кога е рана пролет да фаќаат низинска паша, а кога е подоцна пролет да имаат висинската паша. Тој мед се вика мешан, значи тој мед е мешан цветен мед, може да биде со планински, може да биде со повеќе растенија, полифлорен мед, значи што тој мед дава посебен вкус и посебна арома. Значи, ако ги позиционираме така пчели или ги позиционираме каде што има и во изобилие на едно растение, тогаш ќе биде тој монофлорен, да речеме дали е багрем, дали е даб, дали е чалија, што преовладува во него, тој е монофлорен мед што некои луѓе го сакаат да е чисто од едно растение. Така и можеме да знаеме дека е тој монофлорен мед. Напоменавме нели најпрво по што може да го препознаеме вистинскиот мед, по информациите кои што ги има на амбалажата, потоа по изгледот, видовме нели како се двои самиот мед од капачето на теглата, но која е главната разлика во смисла на оние хранливи материи, дали воопшто ги има индустријскиот мед тие хранливи материи, по што се разликува најпрво од тој начин на производство? Па вака, јас мислам индустријскиот мед и природниот не може буквално да бидат ни приближно во тоа, зашто природниот мед е природен мед и има посебна арома, посебен состав на медот. Индустријскиот мед не би знаел сега да кажам точно од што е составен, но се знае дека има засладувачи некој доставено, дека тоа дали е гликоза, дали е што се додатоци, тоа не би знаел да го кажам, не би го ни користел, но разликата никогаш не може да биде, мислам не може да се направи разлика бидејќи природниот мед е само природен, индустријскиот индустријски мед. Секој кој ќе купува треба да види, значи да пишува природен мед, од која земја потекнува, како сега на пример на оваа тегла. Нас ни пишува дека е од сопствен пчеларник, дека потекнува од тоа и тоа место, од таму и од таму е поточно овој од село Долгаец, дека тие пчеларници се селат. Значи и во маркет кој ќе отиде, истото се задолжени од каде и да е тој мед, колку и да е пари. Значи он треба да пишува од каде потекнува, од каде е увезен, од каде е донесен медот, кој го пакува, дали само го пакува, дали го произведува медот. Значи секогаш треба да се обрнат на тоа внимание за да знаат точно што купуваат потрошувачите и да направат самите разликата во цената, зошто е таа таква цена. Верувам дека сите информации детално ги објаснивме на нашите гледачи, им беа добредојдени да се разбира. На самиот крај, според вас, како ја гледате иднината на пчеларството во Македонија? Па видете, за пчеларството можам да кажам дека со оглед на временските услови сега што ни се, да речем, и оваа промена на клима што се случува, малце потешко оди за почетници пчелари, бидејќи секој почетник мисли дека ако купи 20 кошници и нели вложи 2000 евра, 3 да речеме, дека он може да ги врати за 2-3 години. Тоа е малце прво треба да ги сакаме пчелите, што е најважното нешто, или да имаме викендица каде што би оделе ради пчелите, потоа ќе доаѓа самиот приход. А дали ќе оди напред, се зависи, верувате дека од климатските промени, зашто како оди од година на година, после 4 години, ова е, да речем, малте не и така поуспешна година, кај што дојдовме до просек од 12 до 13 килограми со селење на пчелите.
мед што верувам почетник пчелар и можеби да не може тоа да го достигне, зашто треба малце поголем професионализам во тоа, и тука е тоа што они се откажуваат младите. Прво ја би рекол да ги засакуваат пчелите, потоа да размислуваат на проширување на пчеларникот, на бизнис да оформуваат собствен со пчеларство. Тоа е мое мислење, мислам дека ќе имаме доста млади луѓе што ја сакаат природата и што се окренуваат кон здрав начин на живот. Секако најважна е волјата на почетокот. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации беа добре дојдени за сите наши гледачи со оглед на тоа дека навистина појаснивме убаво заедно со мој денешен соговорник како да препознаеме вистински мед наспроти индустрискиот, и се разбира дека напоменавме нешто повеќе за сите информации кои што треба да ги содржи вистинскиот мед на самата амбалажа и целокупниот негов изглед.